Утре е петок Балаклија, првиот петок после големиот христијански празник Великден. На манастирот Добра вода во Оризари се прават последните подготовки пред обележување на овој празник. Но за разлика од претходните години кога се одбележуваше со музика и оро, годинава ќе биде скромно поради трагедијата во дискотеката во Кочани. Целта е да се продолжи традицијата и да се одбележи празникот на Мајката Богородица. Нема да има некој посебен прослави, затоа поради трагедијата за дечињата, битно е да го одбележиме празникот и да продолжиме традицијата. Имаме одбор кој е формиран млади луѓе кои сакаме да го надоградиме манастирот и да го овековечуваме. Благодарам на сите верници кои ќе го посетат и сите ќе се ни добродојдени. Со света литургија и собир годинава се планира да биде одбележан празникот Источен петок Балаклија на манастирот Добра вода во Оризари. Со манастирски ручек ќе биде одбележан и овој празник посветен на Мајката Божја. Стаминков ги повикува граѓаните да го посетат манастирот и да се одбележи празникот. И ги повикуваме сите верници кои сакат да го почувствуваме празникот после Великден петок Балаклија и да го одбележиме празникот на Светата Мајка Богородица. Инаку, освен на овој ден, на манастирот Добра вода кај Оризари слава има и на вторден Божик, кога и на тој ден се собираат голем број верници. Приоритет во манастирот е да се направи кујна, но и конаци, кои ќе бидат место каде што верниците од други градови ќе може да преспијат во манастирот. Со празникот посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја, пошто манастирот го носи нејзиното име. Се верува дека водата во овој манастир е лековита.